колега Павле Богоевски, си ги толкувате законите, иако го немате тоа право да си ги толкувате законите онака како што ви е дадена партиската насока, иако ќе потсетам, вие во ова собрание на Република Македонија се декларирате како независен пратеник. Би сакала да ве потсетам дека колегата Љупчо Димовски досега со ниту една своја постапка во судскиот процес кој како монтиран го водевте против него, не направи ниту еден чекор, ниту една постапка со која што можеше да наведе дека тој може да избега од државата или постапка со која што тој во ниту еден момент не бил достапен за судот. Она што вие го кажавте не е реалноста која што се случува со обвинението кое што го предвидувате. ВМРО-ДПМНЕ и пратениците на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија не се против судот да си докаже и да си ја води постапката онака како што треба да се води постапката, но што вие го барате е колегата Љупчо Димовски со одземањето на имунитетот да можете веднаш да го ставите во притвор, иако се уште постои постапката презумпција на невиност и колегата својата невиност во рамки на ова дело за кој што вие го товарите може да ја докаже и со бранење од слобода. Но очигледно е дека вашата интенца со покренувањето на постапката за одземањето на имунитетот е токму да направите поголема репресија како на колегите пратеници во рамки на Собранието на Република Македонија од ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата, така и на целата партија, и на ВМРО-ДПМНЕ и на Социјалистичката партија, бидејќи очигледно е дека вашата намерата на Социјалдемократскиот сојуз е да започне процес на купување на гласови пред претседателските избори. И ве молам, како председател на Комисија за мандатни имунитетни прашања, би требало досега да го прочитате и Уставот, и Законот, и Деловникот за работа на ова собрание, а потоа да се впуштите во објаснување на Законот, кој очигледно ви е слаба страна.